Во срцето на крајниот исток на Македонија пулсира природен смарагд кој со своето зеленило испраќа порака дека е и повеќе од вреден за зачувување. Царство во кое владее ритамот на годишните времиња, каде што вековните традиции на сточарство, земјоделие и шумарство го оформиле и се уште го оформуваат релјефот, а сепак луѓето и природата опстанале во хармонија. Место каде што освен утринското сонце се раѓаат и дамарите на брегалница, главната животна жила која ја гаси жетта на целиот регион. Малешево. Црвенилото на изгре сонцето не може да се надмине дури ни со бакарот стопан од рудата на која се уште мирно спие планината. Малешевски планини заедно со Влајна се еден интересен карактеристичен планински масив, уникатен по таа така наречена тектоника. Фактички тие припаѓаат на тој карпато-балкански планински систем, за разлика од другите планини на подрачјето на нашата држава, кои што се главно во Динарскиот планински систем. Тој простор представува палеовулкански простор, а знаеме дека, односно со некогашна вулканска активност, тука се формирани наслаги на одредени рудни депозити. Пред се на бакарно оруднување и така натаму. Она што е значено да се напомене се длабоко всечените речни долини, особено на Брегалница и низините притоки, понатаму на Пехчевска река. Во последно време може да се забележи, за жал, дел од нив се повторно под удар на антропогени влијанија, па се надеваме дека прогласувањето на Малешево заштитено подрачје ќе придонесе на некој начин и за зачувување на вредностите на речните долини на овој простор. Жуборот на потокот под Ченгино Кале се милува со гласот на сипката која прекосејќи им на минусните температури решила денот да го започне малку порано од другите сожители. А малку подолу по течението на овој поток, тој жубор безмалку се претвора во татнеш на водопадот, каде доаѓаат шумските жители да ја разладат жегата во летните денови. Зиме пак, на минус 30 на степени, на замрзнатите нишки од водопадот им пркосат утринските сончеви зраци и светкајќи како калеидоскоп ја прават гледката магична. Ова е потокот, зародок на реката кој го обединува целиот регион, а е дел од 545 километри долгата речна мрежа од која зеленилото го црпат Малешевските планини. Водите од тука обслужуваат неколку градови и многу села. Со нив се наводнува, се произведува електрична енергија, се одржува рибниот фонд и во нив има многу биодиверзитет. Затоа предизвикот е голем како да се најде начин да се задоволат потребите на луѓето од овој ресурс, а да не се наруши природноста на водениот екосистем. Затоа потребно е подобро планирање, одржување и контрола на овие ресурси, се мисли на водните ресурси, бидејќи водата треба да биде достапна за уште многу генерации и после нас. Замислете биотоп каде зеленилото има безброј нијанси. Такви се шумите во Малешево. Се наоѓаме на локалитетот Мурите. Она што е најинтересно за овој локалитет е што овде како природна енклава се развиваат елово-смрчеви шуми. И тие како такви се единствени во Источна Македонија, многу се ретки на национално ниво, а овде на Балканот и границата на нивниот јужен ареал на распространување. Значи во овие шуми има присуство на голем број на стари вековни доминантни дрвја со поголеми димензии, со височини над 40 метра, со диаметри над 1 метар. Голем дел од нив представуваат и живеалишта, хабитати на голем број на други видови.
Над срамежливото црвенило на црвеницата, црниот бор, дабот и буката, магично се преплетуваат зеленила како вовед во свежината на светло-зелената боја на брдските и високопланински пасишта, на која и априлската роса и додава дополнителна бистрина. А кога сме кај зеленилото, ретко кое зеленило може да се мери со зеленилото на влажните свагнумски тресетишта, дом на уникатни растенија и габи и магнет за повеќе видови инсекти и помали животни и птици. Во последните неколку години спроведовме истражување на биолошката разновидност, со кои што утврдивме навистина високи вредности. Во сите оние групи кои ние ги истражувавме, утврдивме голем број видови кои се од значење за Европската Унија и кои треба и ние да ги заштитуваме. И сега, и во иднина се разбира. Еве, например, од птиците кои ги има преку 100, околу 115 видови на Малешевските планини, се утврдени значајни популации на голем број од тие. Покрај птиците во вакви екосистеми ние утврдивме и многу интересни, значајни видови инсекти, тие се нарекуваат сапроксилни инсекти, како што се моримусот, розалијата, кукујусот и некои други, кои во европски рамки се во исчезнување, односно нивните популации се силно загрозени во намалување, а на Малешевските планини навистина се стабилни и добро представени. Од растенијата утврдивме околу 500 видови и дел од нив навистина представуваат наши значајни растенија, како што е муволовката, односно тоа инсектојадно растение, некои интересни видови папрати, кои се поврзани исто така со влажни екосистеми и некои други видови растенија. Иако не се пренаселени, овие планини имаат свое уникатно демографско обележје. Населбите се граделе што повисоко во планините и се од збиен тип, не баре секој дом е граден поблиску до соседниот за потопло да минуваат долгите и студени зими. А во селата и двата малечки града сместени во пазувите на планината гравитираат 20.000 жители. Својата екзистенција тие научиле да ја црпат од она што Малешево има да го понуди, претежно земјоделие и сточарство. Чувам 80 крави, имам по 50, по 60 телци годишно. Продавам и када ти кажа, на некој начин живото е добро да се живее, има една живеачка убава. Природата е дала се е дала. Но и уникатни занаети. Јас работам резба од дрво, од орев, од регионов. Знам дека природата дава многу и ние треба да ја чуваме, само така може да имаме соживот во кој и ние имаме придобивки. И се разбира, сето тоа во хармонија со природата. Медот и другите пчелни производи имаат висок квалитет и се еколошки чисти. Доказ за сето тоа ни се многобројните награди и признанија кои што ги добиваат пчеларите од Малешевскиот регион, учествувајќи на разни надпревари за испитување на квалитетот на медот. Користењето на плодовите од природата за човекот живот значат. Токму затоа, луѓето мора да сме свесни дека мораме да сме максимално рационални и коректни во случај на користење на ресурсите од природата. Малешево низ милениумите го извајало својот лик кој денес плени илјадници добронамерници кои доаѓаат и уживаат како туристи и рекреативци во капацитетите распослани низ планината. Според мене Малешевскиот регион и Малешевските планини представуваат потенцијален центар за активен туризам, односно центар за сите планински спортови, почнувајќи од планинарење, планински велосипедизам, офроуд, дури најобични рекреативни прошетки, пошто излегуваме од градот и веќе сме во шума на некои 500 метри, веќе влегуваме во шума, така да мислам дека Малешевијата е еден од најголемите потенцијали за планински спортски настани и туризам. Хармонија со природата преку заштитените подрачја се единствен начин тој лик да остане ненаграден. На крај ќе стане возрастна единка. Значи се уште треба да се развива што ви личи. Заради вчера, денес, за утре.